Да, токму така, Ване, во студио 2 гостин е доктор Ана Витанова Рингачева, главен уредник на списанието за наука, литература и култура Зенит, чија што промоција веќе е закажана за понеделник. Доктор Рингачева, добро дојдовте во студио 2 на ТВ канал ВИС. Списанието Зенит, како што кажав, во понеделник ќе го види светлото на денот. Како дојдовте до идеја во Струмица да се објави вакво списание кое што ги третира темите од науката, литературата, уметноста? Така, најпрво благодарам за поканата. Морам да кажам дека идејата е дамнешна. Честопати со луѓето во Струмица кои што се занимаваат со пишување, разговаравме дека насушна ни е потребата од списание во кое што ќе се објавуваат текстови од науката, од литературата, од културата воопшто, од културниот живот во Струмица, од уметноста. Меѓутоа тоа остануваше секогаш само во наша пуста желба и во разговорите во нашите пријателски дружби. Некако помина времето, идејата созреа, се екипиравме и го формиравме Друштвото за наука, литература и култура Иван Василевски. И самото друштво во својот статут има еден дел за издавачка дејност, и едноставно се отвори патот да можеме во рамките на таа издавачка дејност да ја реализираме таа наша дамнешна идеја. Така дојдовме до тој формален дел за да можеме да го подкрепиме списанието, значи да оди формално правно да биде издржано. Се разговаравме за тоа како да се вика, имаше многу идеи околу името на списанието. Некако дојдовме до, така да кажем, до еден заеднички заклучок, дека еве Зенит ќе биде можеби така звучно списание кое што во иднина се надеваме дека ќе се наметне на македонската, меѓутоа и надвор од нашите граници културна и книжевна сцена. Така, вие сте главен и одговорен уредник на списанието, секако позади вас е и поголем тим соработници кои што помагаат околу самото уредување. Што ќе содржи првиот број, што може да се прочита, каде може заинтересираните да го набават и во колкав тираж и дали ќе се продава или ќе биде пласирано како слободен примерок? Така, значи, да, јас сум главен и одговорен уредник, меѓутоа секако ова е тимска работа, воопшто не можете тоа сами да го сработите. Ако немате луѓе со ентузијазам и со желба што ќе го работат, тогаш мислам дека успехот ќе изостане. Имаме она што мене искрено многу ме радува, значи во редакцијата од Македонија сме професорот Васил Дрвошанов, кој што е, можам да кажам, и родоначалник на оваа идеја, години наназад зборува дека на Струмица и треба такво списание. Колегата Далибор Плечик и Сузана Мицева. Меѓутоа, она што посебно ме радува е поддршката што ја добивме од наши колеги надвор од границите на нашата земја. Во редакција имаме колеги од Хрватска, од Србија и од Австрија за сега. И тоа ни дава за право да мислиме, односно да се надеваме дека на нашево списание ќе ги помине на границите, бидејќи сега преку интернет се е возможно, така што планирам и електронска верзија на истото за да може да се пласира и многу подалеку од Македонија. Самото списание е конципирано, значи имаме една идејата ни беше да не бидеме стереотипни, во смисла да не се држиме само за оние, да направиме рамка која што, например, ќе биде само наука или само чиста литература. Значи, затоа списанието за наука, литература, култура и уметност, така го нарековме, за да ни даде една поголема ширина, да можеме да објавуваме текстови од сите овие сфери. Така што има текстови, еве да кажам, рубрики, така ги поделивме. Првата рубрика ни се вика Потрага во два носа. Намерно ставивме така малку по провокативни наслови. Тоа се делови во кои што има интервју. Таму, например, нашата колешка Сузана Мицева има прекрасни интервјуа со луѓе кои што дале свој придонес во културното живење, ќе видат гледачите за кои луѓе станува збор. Потоа имаме рубрика Гуна. Гуна е доста интересна заради тоа што таму се македонските
автори, без разлика дали се автори на проза, поезија, драмски текст, не е важно. Таа ни е малку по-локална, така да кажам. Потоа имаме рубрика Пруга. Пруга, самата символика на пругата, кажува дека тука се автори од надвор од Македонија, имаме автори од Хрватска, од Босна и Херцеговина, имаме преубави преводи од една ирска поетеса. Потоа имаме рубрика Прогледи, таму ни се критички осврти, рецензии, критики, огледи и слично. И на крајот последната рубрика Артитектура, така ја крстивме, делот арт, односно уметничките, игра со зборови. Целото списание ќе видите така е концепирано. Таму се текстови посветени на уметничките дела и има неколку репродукции од наши еминентни струмички ликовни уметници кои што дават една посебна убавина на самото списание. Инаку во делот за ме прашавте за дистрибуцијата на списанието, така. Значи на самата промоција во понеделник списанието ќе биде достапно за публиката. Планираме и сакаме, тоа е и моја желба и желба на редакцијата, значи списанието да стигне до рацете пред се на младата читателска публика. Ќе видат гледачите дека внатре има имиња на автори кои што се многу млади и намерно тежиштето го ставаме на нив заради тоа што тие се нашата иднина, ние мораме во нив да вложуваме, мораме да им отстапиме простор заради тоа што тие имаат што да кажат. И затоа сакаме списанието да стигне и до средните училишта, значи во библиотеките во средните училишта, во институциите, за да може да биде достапно до сите. И се надеваме дека таа наша желба ќе оствари. Да. И колку пати годишно планирате да излегува и во понеделник каде точно ќе биде промоцијата, еве како и еден повик информација до нашите гледачи кои што се заинтересирани да бидат дел од самото промоција? Морам да кажам дека зад списанието стои општина Струмица и искрена и голема благодарност за нивната заради тоа што ни помогнаа во реализацијата, бидејќи без финанси навистина невозможно беше да замислиме дека можеме да го реализираме. Промоцијата ќе биде во понеделник на 10 декември во 20 часот во Домот на културата. Така ни е. Ти благодарам, Ана, успех со списанието, благодарност што бевте дел од Студио 2 на ТВ канал ВИС, да ги информираме нашите гледачи за она што веќе во понеделник ќе се случува, едно збоготување на литературата научна во нашиот град. Благодарам многу. Вас, поштовани гледачи, се враќаме во вестите.